Ова е филм кој е и комедија, ама и една сериозна драма и трилер. Се снима на повеќе локации низ Скопје. Кај аквадуктот направивме цела една мала населба. Со градењето раководеше продакшн дизајнерот Дейвид Манс. И еве, денеска ни е втор ден како снимаме на аквадуктот. Се чувствувам одлично. Прво затоа што правиме нешто креативно. Второ затоа што правиме нешто што ќе остане и што ќе допре до срцата на луѓето и кога нас веќе ќе не нема. Трето затоа што работам со прекрасна екипа и како луѓе, саглам луѓе, и како професионалци, врвни професионалци, и последно се чувствувам одлично, се радувам затоа што во оваа битка ја тепавме филмската мафија, они се обидоа да го задушат овој филм уште пред да настане, а ние еве сепак го снимаме. And actually using the aqueduct as a place as well, we're using the architecture that was there, so linking that historically, but also, you know, it's also very much about the poor people here that are living, which is, you know, the film has got poor people and wealthy people, and that is the nature of the world we live in today. You know, the gap between the rich and poor is getting bigger and bigger and bigger, and that's a universal issue, and it's something that everybody can relate to. So, you know, we're looking at a world here. It's not saying this is a favela. It's not saying this is a gypsy town. This is just a village that is created for the film and inspired by Milcha's writing. Се спремав неколку месеци, можда месец-два одев во Републичкиот центар за поддршка за лица со интелектуална попреченост порака. Таму се здружив со дечките што одат таму постојано, заедно се поминувавме доста време заедно, се дружевме, се забавljавме, гледав каков им е односот, што им е односот кон работите, кон светот, кон животот. За ликот Малина, кој што го играм во Збогум Копакабана, имавме околу 3,5 недели проби. Пробите се одржуваа во Македонскиот народен театар и ги помиравме сите можни сцени, сите можни креативни решенија кои што можеа да се најдат. Гледавме да ги искористиме потоа на снимање. Ова ми е еден од потешките ликови што ми биле поголем предизвик во животот, така што многу се радувам што сум тука денес и што работиме. Ми промени начинот на кој што сум гледал до сега на работите. Тоа што најмногу ми остави впечаток е среќата. Среќата која што ние самите си ја правиме за нас. Значи се за кое што можеме да бидеме среќни, сите мали работи на кои што сме заборавиле да сме среќни. Неоптеретеноста со времето, со стегите на општеството што ги имаме, што ни се наметнати на некој начин. И онако што ние сакаме да го прекажеме со овој филм, најавтентично што можеме, како сиромашните луѓе се справуваат со некакви предизвици во животот, кои што за жал системот не е доволно добро направен за сами да излезат од нив.